И здраво на сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да ви снимам mukbang или ти mukbang видео, не знам како тоа се вика. Поради тоа што сум мртов гладен, одма ќе преминам на видеото. Имаме chicken nuggets и најубавиот сос на свет од Мети Сенф. Имаме пржени компири, односно помфрит со сирење и тост со шунка и кашкавал по рецепт на Макдоналдс. На Инстаграм на стори ставив бокс да ми пишувате теми, прашања, чуда на кои би требало да дебатирам и одговарам во ова видео, па ќе почнеме од почеток. Еве, некој ме прашува дали Ивона повторно ќе ми биде подршка у бекстејдж у вториот круг. Снимам на 9 јануари, така што има време. Не знам се уште кој ќе оди со мене у бекстејдж, но како и да е, ако постои опција да појде со мене, би требало да ја гледате и неја во бекстејдж. Дали планираш да направиш песна во некој скоро време? Да, долго време веќе планирам да направам песна. Некој ме прашува за загадениот воздух и протестот на средношколците по повод истиот тој проблем. Јас против протест никогаш не сум имал ништо против. Од моја страна подршка за средношколците. Единствениот проблем што јас го имам околу целава оваа тема, односно не проблем, него недоумица, како тоа се вика, е што луѓето протестираат против власта, градоначалниците и така натаму и така натаму. И тие луѓе живеат у иста оваа земја каде што е загаден воздухот. Моќта, ако е во нивни раце, први би преземале нешто да се поштедат себе си и нивните блиски од загаден воздух. Така што ја мислам дека на погрешно место се крева галама во однос на загадениот воздух. Притоа мора да напоменам дека ние луѓето сме многу поодговорни за загадениот воздух отколку било кој политичар во оваа земја. Далеко од тоа дека ги штедам од критика политичарите, али мислам дека ние сме стока народ и дека ние не знаеме да си ја чуваме животната средина и никој после не ни е крив. Јас сум прв што ќе излезам на протест, но не знам против кого да протестирам. Кој странски јазик го учеше во основно и средно? Англиски и германски. Германски учев 9 години, не знам да бекнам. Англиски исто така учев 9 години и разбирам доволно. Еве една тема на која никогаш не сум сакал да зборувам, искрено. А тоа е, што мислиш за ситуацијата со Боки 13? Немам желба ни сега за тоа да зборувам, затоа што колку што сум упатен, процесот се уште не е разрешен, но еден наклонсо ќе ви одговорам. Јас тој човек го познавам лично околу 5 години, така нешто. Никогаш не сме биле пријатели, но неколку пати имаме излегувано, кафе, пијачка и тоа е тоа. Особено станавме блиски по она шоуто на иста адреса, во која што тој беше некаков шоу-бизнис полицаец, жири комисија чудо, ја бев учесник и тука као се дружевме нешто. Меѓутоа, пријатели никогаш не сме биле. Сега не ми се јасни луѓето кои, откако се случи све ова со Бојан, почнаа да бришат слики од Facebook и Instagram со него, да се оградуваат како него познаваат, како еднаш се слушнале, еднаш се виделе. Тоа никако не ми е јасно. Ја еве 5 години го познавам и јас стојам и ден денеска позади тоа дека јас не сум бил упатен во она што тој го работел. Сега, зашто не сакам да зборувам? Затоа што не знам дали све ова што ни го сервираат е вистина. Тој човек моментално е притворен. Слушаме само една страна на приказната. Верувам дека е вмешан во сето она што му се става на товар, меѓутоа не мислам и дека е одговорен. Мислам дека тука постои некоја по-сериозна позадина. Бојан е се, само глуп не е. Така што не можам да го осудам, нападнам и да се оградам од тоа дека прв пат слушам за човекот само затоа што тој моментално е во затвор. Сум го почитувал и ден денеска го почитувам, се надевам дека сето ова што му се товари не е во целост вистина, затоа што евентуално може тоа да ме разочара, но на крај денот кој сум јас да му судам. Еве, некој ми предложува да зборувам за образовниот систем во Македонија. Не мислам дека не би требало тоа да го правам, затоа што јас сум скроз без влакна на јазикот. Како да ви кажам, генерално, мислам дека све е булшит овде. Порано, во моје време и во оние времења пред мене,
училиштето имало некаква тежина. Денеска пиши пропало. Све се решава со нати го дај ми го, овој му е татко, ова му е мајка, овој има пари, овој нема пари, мислам згрозен сум. При тоа, кога политика ќе се вмеша училиште, се пропаѓа. Не можеш на млад човек да му претиш и не можеш на млад човек да го оценуваш и да му наметнуваш нешто. Но, некој ме прашува зошто искрено не снимате со Ивона на каналот Ивона и Марио? Може би некаде си кажал, извини. Сум кажал, да. Првото видео на овој канал е всушност одговорот на ова прашање. Јас кога одлучив да направам поединечен канал, бев спремен на овие прашања, онака масовно, и свесен сум дека ќе ме следат уште долго, од причина што не секој го погледнал тоа видео, без разлика на тоа што јас сум одговорил. Така што ја топло ти препорачувам, погледни го првото видео објавено на овој канал и ќе сватиш. Некој ме прашува што телефон користиш. Моментално користам Huawei P30, се го купив пред месец и пол, така нешто, месец, не знам. Дали имаш девојка, ме прашува некој? Ова е дефинитивно едно од најпоставуваните прашања, на која одговорив во некој од претходните видеа. Меѓутоа, не знам која причина, секогаш ваквите прашања се повторуваат и никогаш им нема крај. Немам девојка и кога би имал, не знам дали би го споделил тоа јавно, од причина што немам ја проблем со тоа, меѓутоа никој не е должен да се експонира затоа што мојот избор е да се експонирам. Не знам како тоа да ви го објаснам. Тоа просто треба да биде обострана одлука. Некој ме прашува зошто сум завршил баш социологија. Првична идеја која завршив средно ми беше да запишам музичка академија. Откако сватив дека немам средно музичко, се предомислив, затоа што каде на академија без средно. Долго размислував и сватив дека социологијата како наука е некако најопшта и може да ме поднаучи од се по нешто. Целта ми беше да бидам образована јавна личност, а не некој што ќе биде социолог или професор по социологија. Немам такви амбиции, едноставно мислам дека социологијата како наука е најсоодветна да ми информира за се нешто и ја утре да знам да зборувам на секоја една тема, општествена. Која е твојата работа од соништата што би сакал да ја работиш? Ме прашува некој. Не знам како тоа да го објаснам. Музиката е мојата прва љубов и нешто со што сакам да се занимавам цел живот. И кај да ја планирам да почнам со свирки, со творење на музика, правење на песни и нешто, за да можам да го живеам она што потребно го сакам. Кои се твоите желби и цели во 2020 година? Постојат многу желби кои си интимни, мислам интимни. Не би сакал да ги споделувам јавно, од причина што се лични. Би сакал да направам некоја добра песна, би сакал да патувам, би сакал да сум жив и здрав, сите мои драги луѓе да се живи и здрави, класика, такви желби некој. Вели, дали би отворил писмо во кое е напишан датумот на твојата смрт? Ја мислам дека се случува спонтано и мислам дека никој не знае кога некој ќе умре. Но, ако веќе постои датум, да, зашто не би отворил да знам дека кога ќе умрам и да можам максимално да си го искористам времето што ми останува. Со тоа што моето мото у животот е живи го секој ден како прв и последен. Никогаш не знаеш кога ќе ти дое крајот, па боле прави го сега она што би го направил и кога би знаел дека за 3 дена ќе умреш. Така што да не се викаш Марио, како би сакал да се викаш? Ова мислам дека го имам одговорено некаде. Некогаш. Би сакал да се викам нешто на Л. Лука, Лео, Леонардо, Лучиано, нешто така. Што најмногу сакаш на твоето тело? Очите можда. Висината, некогаш си ја мразам, некогаш си ја сакам. Така. Наброј една ствар која ти се десила и те направила појака личност. Уф. Многу ствари постојат. Но ќе почнам ајде од оние кои се познати на вас. Двете реални шоу кои бев. И пред да влезам, и од кога излегов, многу работи ми стана кристално јасни. Плюс,
искуството со кое се стекнав додека бев натре. Значи тоа е сигурно онака нова страница во животот, скроз. Да си жена на еден ден, што би направил? Не сум сигурен дека сакам да кажам јавно. Што можам да направам? Да мора да останеш утре без сите личности кои ти значат, која личност би ја посетил за последен пат? Ова прашање е тешко, но со сигурност би отишол кај сестра ми и со неја би го поминал последниот ден. Да се снимам буквално 4 сати без престан. Некој да ме гледа од страна ќе помисли дека сум удрен скроз на скроз. Јас во овој момент ве поздравувам. Ви посакувам убав остаток од вечерта, денот, кога и да гледате видеото. Стандардна моја одјава. Ние се гледаме веќе утре, во исто ова време на исто ова место. Чао!